Ситуацијава со носење на закони со европско знаменце буквално може да се опише, а може и парламентарното мнозинство или влада да се сними спот, а ирлија закони со европско знаменце. Ама закони само заради закони, кои што се шминка и наводно усогласување со регулативата на Европската Унија, шминка без содржина, без суштинско поместување во уредување на регулативата во нашава држава, согласно регулативата на Европската Унија и фидбек во реалноста, во праксата, во општествено-економскиот систем во Република Македонија. За жал, сите овие дебати за законите со европско знаменце се одвиваат на Комисија за европски прашања. Јас неколку пати имам кажано како брза лента на која се штанцаат законите, и на последната Комисија за европски прашања при обидот во дискусија да се вклучат неколку колеги беше истата прекината, а през закажувањето беше оставено во неизвестност и тоа не невозможи како пратеници од опозицијата кои што имавме поднесено 15 амандмани да истите ги образложиме. Морам да споменам дека првите амандмани од страна на Министерот за економија беа прифатени и тие беа амандмани во насока на подобрување на законскиот текст и се однесува на тоа да самиот закон за енергетска ефикасност не се однесува само на енергетската ефикасност во преносот и дистрибуцијата на електричната енергија, туку да се однесува и за процесот на производство на електрична енергија, имајќи во предвид фактот дека Република Македонија над 2/3 од електричната енергија произведува во термоенергетски постројки, каде што имаме огромна загуба на електрична енергија, односно 1/3 од таа произведена топлинска енергија се трансферира во електрична енергија. Особено е битно да се внимава на енергетската ефикасност во процесот на производство на електрична енергија. Другите амандмани кои што од тие првите 5 почетни кои што ги разгледувавме до прекинувањето на Комисијата за европски прашања, затоа што беше успорена некако со дискусии брзата лента на штанцање на закони на оваа комисија, се однесува на тоа да кога станува збор за енергетска ефикасност на објектите во јавниот сектор со корисна подна површина над 250 метри квадратни, да зголемувањето на годишно ниво на енергетска ефикасност не биде обична шминка, да не биде само 1% од вкупната корисна подна површина на тој објект во јавен сектор, меѓутоа него да биде нешто пореално, односно да биде 3% на годишно ниво и плюс побаравме дополнителен рок наместо 3-6 месеци да се направи списокот на објекти од јавен сектор кои што ја имаат оваа корисна подна површина над 250 метри квадратни, за да дојдеме до вистинска, точна евиденција на овие објекти, да дојдеме до вистинска енергетска ефикасност, што е целта на усогласувањето на регулативата со ЕУ и наша потреба. Затоа што сите развиени држави огромно внимание посветуваат на енергетската ефикасност. За жал, односно на најефикасно трошење на електричната енергија. Само ние одиме во контраправец со развиениот свет, таму се посветува највисоко внимание на трошењето на економично трошење на електрична енергија, а ние субвенционираме трошење на електрична енергија преку проектот 10 милиона евра за инвертер клими, со кој што наводно ќе го подобриме амбиенталниот воздух, односно ќе го намалиме загадувањето, а свесни сме дека таа електрична енергија се произведува во термоенергетски постројки од јаглен, нискокалоричен, со кој што страшно ја загадуваме човековата околина, а од друга страна го стимулираме трошење на таа електрична енергија со државни пари. Субвенционираме инвертер клими, за да му покажеме на народот дека водиме борба со аерозагадувањето, ги таргетираме главните извори на аерозагадувањето во сообраќајот и во домаќинствата, а го занемаруваме во големите индустријски капацитети, на кои им овозможуваме пак со закон со европско знаменце
донесен на брзата лента на Комисија за европски прашања, да користат нафтен кокс и отпад во сред урбано Скопје и во други урбани средини, кои што 100 пати повеќе загадуваат оголината од другите енергенци. И сега џабе гасоводот поминува покрај тој индустријски капацитет, ако вие го стимулирате со можноста да увезува нафтен кокс без акциза, да го користи овој штетен енергенс. Продолжете да ги барате изворите на загадувањето во домакинствата и во сообраќајот, а ставајте ги во тепих огромното загадување од страна на големите индустријски капацитети. Немате волја да им се спротивставите на овие финансиски моќни индустријски капацитети. Некој имал во 2014 и воведол 84,6 денари акциза по гигаджул, која што вие ја окинавте на мала врата преку законот за акцизи, со кој што наводно усогласувате регулатива со ЕУ. И она што е за мене најчудно што него прифативте е амандманот кој што се однесува за тоа да при набавката на ствари кои што се енергетско, што задолжително енергетски се означуваат, а се со вредност над 70.000 евра, да се воведат критериуми, односно овој закон да предизвика измена во законот за јавни набавки, во кој што задолжително при набавката на вакви производи ќе се овозможи набавка на енергетски ефикасни производи преку задолжителното бодирање на енергетската ефикасност на производот. Вака како што е напишан членот од законот, во членот 13 став 1 и 2, оневозможува, односно возможува единствен критериум и понатаму да биде најниската цена, односно во јавниот сектор да се набавуваат производи со најниска енергетска ефикасност, впрочем што ќе го направите и со набавката на инвертер климите. Никаде не се обврзавме при носењето на законот за да се води сметка за енергетската ефикасност на производите што се набавуваат. Што ќе ни е таков закон, кога ние со законот не овозможуваме обврска да се води сметка при набавката на производи кои што имаат енергетско означување, да се воведе задолжително бодирање на енергетската ефикасност во и на цената на производот, да бидат два задолжителни критериуми. Не знам што не зборевте против законот за јавни набавки, кој што директно поврзан со оваа наша амандманска интервенција, за цената како единствен критериум. Ги гледам тука и некои колеги од првиот ред при набавката на лековите, како можело да биде цената единствен критериум. Меѓутоа, се измени законот. Беа тоа и препораки и на Сигма да се тргне цената како единствен критериум за набавка на производи. Меѓутоа, реалноста вие покажуваат и невладините институции кои што го следат системот за јавни набавки. Се воведе критериум економски најповолна понуда, ама само како во закон. Во реалноста 98,4% од вкупните набавки и натаму е критериум единствена цена. Од вкупно 3221 постапка за јавни набавки во 2019 периодот април-јуни, од кога е воведен новиот закон за јавни набавки, само 63 имаат критериум економска најповолна понуда, а околу 3200 цената е единствен критериум. Не знам што не зборевте по поранешниот закон за јавни набавки, а во реалноста останува како да функционира стариот закон за јавни набавки. Ние пак сме во ситуација дека ние немаме проблем да донесеме закони, меѓутоа ако тие закони не ја видат соодветната имплементација или бидат шминка за некакво усогласување со ЕУ регулатива, ние не сме направиле ништо, само може да се снимете спот, а ирлија закони со европско знаме.